Да, тука е, еве го крши мене, иđe Стефановски, добро вечер, добро вечер, Јанко. Фала ти многу што дојде подоцна и подобро така што направивме, затоа што беше блокирано овдека, мислиш Пентагон градат, заради надпреворот, обезбедувањето беше многу строго. Неке можеше да припарише, двај дојдов. Буквално до двај дојдов, ја. Паркираше негде во близо... Да, не е важно. Заврши утакмицата, најверојатно имаше празен простор. Супер. Честитки, голема радост. Нирбургринг го освои, секоја ти чест, мајсторе. Токму така, да. Не знам, да можам да кажам дека радоста и емоциите се уште поголеми, бидејќи сепак едно од најтешките патеки во светот воопшто. Оние што знаат, што се бават со автотрки и со автоспортот, знаат точно за што се работи. Тешко е дури да играте на симулатора, не па да ја возите во живо. Едно од најтешките патеки во светот, буквално исцрпувачка стаза. Баш ми е мило што два пати те направивме на двете трки одличен резултат. Во првата трка второ место, во втората трка, иако стартувавме од 7-та позиција, на крај завршивме први и го развиоривме македонското знаме токму на таа патека. Нирбургринг е патека која е, јас се согласувам, многу тешка. Ја ја знам од симулации. Да. Сум ја играл на симулација. Едва и се поминува, па дури во аркаден мод. Морам да признам дека ми требаше многу време за да научам. Има делови кај што те лаже за да се улеташ, а потоа ти доаѓа невозможна ситуација. Ако некој што ги возел не знае, еве најдобро нека види колку зафркната е само таа во све. Инаку е една од најдобрите патеки технички направена. Таа е отворена за сите посетители. Вие можете со застава 100 кеци, платите карта и да се пробате како возач сте. Меѓутоа, ова што гледаме сега е делот каде што вози Формула 1. Ние возиме на постара патека, значи комплетната која е долга 26 км, и таа е таа патека каде што тоа е таа конфигурацијата. Таа е патека каде што Ники Лауда има изгорено во неговите настапи во Формула 1. Не знам дали си го гледал Раш филмот, што е... Како не? Како не? Токму за таа патека се збори, каде што едноставно име страв да возат на таа патека ради променливите временски услови, верувате, и тешка, без зони за излетувања, и една мала грешка доаѓа до и како опасни удеси. Кажи ми, како се подготвуваш, извини што не те персирам, како се подготвуваше за ова? Таа е слободна патека. Си можел таа и со обичен автомобил за да ја учиш, нели? Дали меморизираш ти? Затоа што од скијачите сум научил, пријатели мои, и пред да скија, само ги гледам вака, ќе се сконцентрира знаеш, она ја повторува патеката у глава. Може да се каже дека менталното возење во мислите и како битно за проучување на патеката и за памтење, да кажам. За жал, овој календар кој што го возиме оваа сезона, трките се многу збиени, барем овие први 3 трки на секој 2 недели е трка и немавме време да отидеме после трката во Хунгароринг да најдеме термин за да направиме тестирање во Нирбургринг. За среќа, едини тестови и тренинзи беа во мојата академија на симулаторите, каде што едноставно ги учам патеките и тоа е мојот тренинг само на симулатор. Објасни ми малце повеќе за твојата академија и твоите симулатори. Имаме направено заедно со мојот тим виртуелна тркачка академија. Имаме 10 симулатори кои што се сите споени меѓусобно и морам да кажам дека има исклучително талентирани млади дечки кои што за жал немаат финансии да се надпреваруваат во вистинските трки, а носат многу добри во виртуелниот свет. Иако можам да кажам дека 60% е идентично, но сепак ме радува што има добри дечки што се надпреваруваат во светските рангови, има надпреварување исто виртуелно кои што се имаат добри лиги, така да.
кога сега ме заинтересира, пошто ова влегува во делот на компјутери, може малце да те рачнам овде колку што знам. Колку што знае. Кој раководи со тоа? Можам ли да направам со некој интервју затоа што сакам и да го видам тоа? Претпоставувам дека тоа не е обична играчница, тоа е малце посебно. Би направила една посебна емисија само за тоа, затоа што тука велиш не си само ти, тука доаѓаат и врвни таленти. Има добри дечки што токму се во нашата академија и добро котираат во светскиот ранг на надпреварување. Интересни се возат. Збори за овие виртуелни трки кои што се надпреваруваат геймери. Геймери, така да. Поврзани се во светот, има добри шампионати кои што и те како се тешки, верувате, возат дури 24 часа трки со промена на возачи, се спремаат тимски, така да интересно. Интересен. Купена емисија. Купена емисија. Колку си инволвиран во овој технички? Дали е ова твоја идеја, дали е твој се финанси? И идејата беше на луѓето од мојот тим да направиме нешто каде што може на некој млади кои што немаат можности финанси да се пробаат во реалните трки, да им дадеме можност. Иако јас би сакал на тие што се најдобри на тие надпреварувања, ќе им дадем шанса да се пробаат во вистинските трки заедно со моја логистика, со логистика од мојот тим, да им дадеме шанса да макар една трка се пробаат во вистинскиот свет на автомобилизмот. Пред да продолжиме со разговорот, ќе се навратиме уште еднаш за твоите трки. Ова што го гледаме, што е? Ова е моментално Нирбургринг, да, ова е загревачкиот круг, каде што почнуваме да ги грееме гумите, да се прилагоди за да ја пуштам трката негде кај од средина да фатам? Може би, да. Ево, токму е тој дел. Ова е четврти круг веќе. Колку круга вртевте, возевте? 3 круга се возат. 3 круга се возат на патеката. Тоа е негде вкупна должина од 70 на километри, од прилика 70, така. 70 километри, 70 и нешто километри, 40 и нешто минути трае една трка. Интересно е тоа што имаме 2 трки. По завршување на првата трка имаме пауза од 20 на минути и веднаш почнува втората трка. Такви се правилата? Правилата, да. Бидејќи возиме заедно со светскиот шампионат, идентични се правилата. Токму на оваа трка возевме, буквално стартувавме заедно со светскиот шампионат и исцрпувачки трки. Тешко е да се издржи по тие температури, верувајте. Трка едно по друго. Деве, немаш клима у кола? Извини, мора твоја ако беше од мене. Извини, мора. Има такви прашања. За да имате добри перформанси, мора да бидат и прозорите затворени, да издржите, верувајте. И колата да биде ослободена од секоја шрапче што полесна. Кажи ми, се надпреваруваш во светскиот шампионат, така? Не, сега возам европски шампионат. Ова беше за европски шампионат? Европски шампионат, така? Но меѓутоа 4 трки возиме заедно со светскиот шампионат. Идентично надпреварување. Плановите се секако светскиот шампионат, меѓутоа ќе видиме за понатаму. Финансиите таму се многу поголеми од овде. Треба континенти да се летат. Иако овде се верувајте и tekako високи. Но благодарение на луѓето од мојот тим, благодарение на луѓето што се околу мене, на моето семејство, некако се справуваме и добро им парираме и тоа на најдобрите во тоа првенство. Океј, ајде вака уште еднаш да се навратиме. Колку време имаше ти да се подготвиш за оваа патека? Заради победава. Дали првин виртуелно ја возеше во твојата академија? Секако. Тренинзите се само виртуелни, само на симулатор. Тренирав, можеби да се каже, и по 6 часа на денот на симулатор, безброј кругови поминати, иако имам ја и дома симулатор. Но сепак тоа го правам во мојата академија, бидејќи тоа е бучно, малце смета на оние што се дома, верувајте, така да за жал моите конкуренти тренираат таму на самата патека. Ние немавме термин, ајде да кажам, да погодиме за да учествуваме, да направиме тестови онакви како што треба, но сепак и виртуелно тоа што го направиме на симулатор се покажа како прав погодок. Значи, победи на Нирбургринг
без да возиш ниеден пробен круг да ја учиш патека. Без ниеден пробен круг, да, првите тренинзи ни беа во четвртокот, така да интересна е случката што на првиот тренинг дали од некоја нервоза, од некој страф, можеби бидејќи сепак е тешка стаза, имав некои мачини и ми дојде тешко, па не го завршив тој тренинг, едноставно првиот тренинг го пропуштив, отидов се стуширав и легнав да одспијам, тек од вториот тренинг кој беше попладнето веќе влегов во добар колосак и ритам и почнувавме да правиме добри резултати. Стомакот? Стомакот, мачнини и повраќање, така да до сега ми се нема десено, меѓутоа претпоставувам дека од страф и од адреналин, некои измешани емоции, едноставно не бе во состојба да возам. Ти страф, Бог да чува и да брани. Прв пат јас се чудев, меѓутоа прв пат на таа стаза имав страф. Вака, дали бидејќи си спортист и тоа врвен спортист, дали обрнуваш внимание на своето здравје, крвни слики, прегледи, ЕКГ, стрес тести, сето тоа? Секогаш мора да имаме такви прегледи, бидејќи сепак се работи за едно од најпрестижните надпреварувања, каде што има строги контроли, има допинг тестови на секоја трка, имате контроли на самото здравје, бидејќи сепак брзините и концентрацијата и сето она што следува на самото возење мора да биде на едно завидно ниво, бидејќи се работи за огромни брзини, а треба да размислувате во дел од 1000 тинка. Значи, има ситуации каде што при брзини од 250 км на час доаѓате во ситуација да се буткате со конкуренти, да се удирате и доколку стварно не сте сконцентрирани или малце нешто да недостасува некој сегмент од концентрацијата да ви опадне, може да дојде до несакани последици. Имаш ли посебна диета? Посебен начин и режим на исхрана? Претежно во деновите кога се трките, да. Тогаш внимавам околу исхраната, околу комплетно цел викенд, адаптацијата на временските услови сепак е различна. Сега за неполни 2 недели возиме во Португалија, каде што температурите ќе бидат можеби 40 степени и можеби повеќе. Тоа ќе биде исцрпувачки тешко за организмот и за мене. Мислам дека ќе одам неколку дена унапред малце да се адаптирам на местото. Ќе се вози градска трка, наликува на Монте Карло и тоа ќе биде тешка исцрпувачка трка. Земи магнезиум хлорид. Ќе издржиме некако се надевам. Ќе издржиш. Се надевам сигурно дека при вакви перформанси кога се даваат, ние еднаш разговаравме да се подсетиме на тоа. Колку траеше да речеме оваа трка? Ова е околу 40 и нешто минути. За тие 40 минути колку е излечено дека е просечната брзина? На оваа трка е многу, верувајте. Ова е, мислам дека околу 170 можеби е просечна брзина, ако не и повеќе. А максималната? Максималната до 260. Влегувањата во кривини, во острите свиоци или во колкави Г си изложен тогаш? Има до 3,5 Г сили, мислам дека се, бидејќи сепак ова е возило софистицирано, ајде да кажам, еден нов автомобил кој што ги има сите параметри на воланот. Имате со колкава Г сила влегувате во која кривина, имате сите информации ви се дадени буквално на самиот волан, ги имате сите информации на дисплејот, да, конечно. Така да, меѓутоа верувај дека пола од нив се уште не знам да ги немам уходано. Краток беше периодот за адаптација, има безброј информации кои што може да ги следите на тоа. Така да Иđe, кога прв пат дојде овде кај мене во емисија, беше со еден автомобил личен свој и сите твои дотогашни успеси сам ги постигнуваше со твоите пријатели и твој автомобил кој сам го модифицираше. Така, што беше тој автомобил? Тоа беше Mitsubishi, марка Mitsubishi, Lancer Evolution 9, адаптиран автомобил за брдските патеки, онаму каде што освоивме 2 европски титули. Ме радува што оние рекорди што ги направивме на тие патеки се уште ниеден не е симна, така да. Стварно? Да, од 12 патеки на 10 имавме рекорд и се уште ниеден не е симна. Значи дека сме направиле добри времиња на тие патеки. И со душите се уште го имаш, го чуваш? Се уште го имам кај мене, да. Добро. Предпоставувам дека тоа е тоа на подмладите кои ќе им помогнеш. Ајде сврти едно кркче да те им дадеме, ќе имаат шанс сигурно. Мора да ме потсетиш ако заборавам у текот на разговорот да разговараме за изградба на патека во Македонија. Знаеш дека овој моторџија го спомна Не само моторџијата, дефинитивно фали. Тоа е
Мислам дека нешто што ќе треба да се направи во наредните години. Не ради мене како спортист или за било кој спортист. Верувате, ние сме малце во Македонија, но сепак мислам дека ќе делува добро за безбедноста на сите оние кои што сакаат да... Фала ти! Што се фанатици и имаат некоја желба за брзото возење. Мислам дека мора да се насочиме кон тоа. Ајде да кажам, не би требало некоја професионална, но меѓутоа полупрофесионална патека би била во ред да се направи, едноставно да сите влюбеници во автомобилизмот, во брзото возење, да имаат ете шанса да се испробаат и таму да тоа да им биде пропусен вентил. Почитувани гледачи, вчера после прославата, припадници на Министерството за внатрешни работи во кампањола, враќајќи се кон нивниот штаб, налета врз нив црвено Ауди го преврти и многу наши полицајци се повредени. Им посакувам брзо оздравување, но тоа повторно покажува дека има луѓе со брзи автомобили кои сакаат и имаат потреба. За жал, тоа на улици не смее да се прави, но желбата е појак. Една ваква патека иđе ова што го кажува. Ја го зборувам и подолго време и се надевам дека они како спортисти ќе извршат притисок кај надлежните, бидејќи јас сигурно не сум таков авторитет, да се изгради патека. Постои веќе план, населба Илинден, таква патека слична има во Северна Грција и финансиските резултати се фантастични. За година-две се вратени парите и таа е жив ќар за било која населба, па и за државата. Од цела Југоисточна Европа доаѓаат таму да тренираат и да возат. Значи секој, не само за спортисти, за автомото, не само за мото. Може да се користи за све, без значи разлика. јас имам желба со мојот автомобил да се испробам таму тоа да го правам. За полагање за сите нови учесници во сообраќајот, мислам дека ќе функционира. Тури го и ресторанчето, па да славиме вака кој ќе победи. Навистина, и не е скапо. Не е скапо таква, не мора да е врвна. Не мора да е Дубај, не мора да е... Да. Но мислам дека е добра идеја. Да се вратиме на твоите подготовки околу исхраната. Ако Џоковиќ вика дека станал светски шампион у оној момент кога го исфрлил глутенот од својата исхрана, дали имаш ти потреба за таков некаков собствен апгрейд? Еве, збориш, веќе влезе од пониско во многу повисока категорија со новиот автомобил, кој уште не го изанализиравме. И веќе и сам чувствуваш дека е потешко, понапорно, поисцрпувачки. Дали размислуваш и во таа насока? Види, не само што размислувам, него и практикувам. Веќе мора за да имате, да видите доколку сте физички спремен, значи вие сте и психички и сте нормално подобар во оние моменти кога е најбитно да издржите, ајде да кажаме, под таков притисок, некој под кога се големи топлини, кога телото се исцрпува. Битно и како. Значи, ја внимавам колку што можам, меѓутоа морам да кажам дека сепак во овој спорт, во автомобилизмот не е клучното, ајде да кажам, исхраната како што е може во некои други спортови, но ова е спорт каде што апсолутно мора да бидете сите, каде што функционираат склоп на сите елементи. Верувате, ја нити трчам, нити боксувам, нити ништо во моментот кога се тркам, а губите по 2-3 кила на трка. Не ми е јасно како може за толку краток период да извозите и да целото тело да ви биде, не знам, исцрпено од да немате едноставно сила, а не правите физичка работа. Меѓутоа, функционираат раце, функционираат нозе, сконцентрирани сте максимално, секој сегмент од вашето тело, како во склоп, да сте во некој дел, во некој робот и да го управувате. Значи, вие сте тоа што го давате на автомобилот на такви брзини, да го смирите, да го насочите во тие кривини. Не знам, интересно чувство и умешност, можам да кажам. Но 40 минути можеш да ги издржиш и ако си исцрпувачки, бидејќи си во дело кое е огноотпорно, нема ладење. Не само дело, имате одоздола хеланки огноотпорни, имате мајци огноотпорни, имате кацига, подкапа, рукавици, покрај тоа немате никакво ладење во колата. Прозорите мора да бидат затворени за да сте што побрзи, да не губите на аеродинамика.
температурите од кочниците што доаѓаат од гумите неиздржливи. Верувате дека се чувствува тоа во кабината? И како. Тоа е неиздржливо нешто. Немате воздух за дишење, поготово оние трки каде што имате сегмент, вие се надпреварувате, вие сте цело време со некој или некого напаѓате, или па од некого се браните на брзини од 250 км на час, каде што имате, да речеме, на некој сегмент од баш на оваа патека поминувам, конкурентот го поминува последна кривина на 250 км на час на еден страшно исклучителен, брз и опасен дел од патеката, каде што, мало едно, ајде да кажам, некое не невнимание, него одстапка на возилото при тој дел може да ме катапултира негде. Стресно е за организмот, за све, меѓутоа мене ми е некако и можам да кажам убаво е. Колку дигаш пулс при овие? Не сме мереле, немаш халтер таков да... Немам. Интересна работа е што Јанко пред да влезам во автомобилот, пред да почнат оние трки, пред да почне квалификација, ајде, имам трема страшна некоја, имам некоја нервоза, да. Ти си тремаџија. И тоа многу. Имам на моменти ви доаѓа чувство да сам си кажам што барам више, разбираш, не се издржува, некогаш имам таква трема да не знам. Меѓутоа кога ќе влезам во автомобилот, доволно ми се некои 3-4 минути да се адаптирам самиот со себе, да си свртам некои мисли кои што да и претекнувањето. Некоја кола претекна во овој момент. И кога ќе влезам во возилото веќе е друга димензија. Магнезиум хлорид, ја убаво реков, плюс калиум ти треба, значи банана можеш да земеш пред ова. Ја треба да ти бидам советник за овие работи, ти не знаеш за тремаџи. Да. Јас што имав еден пријател музичар, феноменален талент, не можеше на сцена да излезе, повреќа му се лоши одвон. Му дадов една банана, ја изеде бананата, му смири стомака и му држеше калиум. А тоа го научив па од тенисер. Мислам, не сум јас најпаметниот. Секој зависи како реагира самиот. И предпоставувам дека и ти се хидрираш и така натаму, но она што ти се случува у глава, процесорот твој, значи, тука се тие 2 килограма што ги губиш затоа што количината на гликоза со горена, бидејќи ти имаш, ти свесно работиш нешто, но подсвесно сите рефлекси, значи, нога контролира. Еве таа кола ја претекна со 250 км на час, како да беше некоја сигнална со сигнал. Може би има некој удес на патека па. Така. Така што менталниот дел е можеби и најголемото, знаеш, спореди со она на симулаторот. Го имаш симулаторот. Што е главната приказна процесорот? Да. Значи, ти во овој симулатор, кога ти ќе си влезеш, тоа е тоа. Треба да се подготвени и ментално, и физички, и психички, и сите елементи да се на едно високо ниво. Види, ја не сум школуван возач како останатите конкуренти. Они плаќаат големи суми за да имаат специјални тренери, поминуваат школи. Тоа е, ајде да кажам, една класа на врвни автомобилисти. Нема таму некој да дојде и да од нигде никаде да се појави на тоа надпреварување. Тоа се, значи, луѓе што доаѓаат со тренери, со психолози, со ред цели тимови покрај нив. Јас се уште ги немам, не сум на тој ранг, не сум јас школуван возач, јас сум школуван по она што сум го правил сам, сум учел благодарение на мојот брат кој што се надпреварувал во овие трки. Сме учеле сами на водно, значи сме гледале како возат другите, па ајде собираш информации, но можам да кажам дека добро парирам, во светот на автомобилизмот, во европскиот ранг, се надевам и во светскиот дека добро котирам. Така да не знам, можеби се работи за некој талент
И најголема работа е упорноста. Треба да сте упорни, треба да издржите. Има и убави моменти, има и лоши моменти. Сепак е овој скап спорт каде што потребни се многу финанси за да издржите овој спорт. Благодарение на мојот тим, на моите спонзори кои што се со мене, успеваме да учествуваме во шампионат, а ете и да победува. Упорност. А не, многу си во право кога говориш упорно. Но, ова е исклучително скап спорт. Како и за све, дојде момент кога повеќе не можеше. И тоа беше оној клучен момент кога и дојде кај мене во емисија. Ова е врвот што можам, јас сам, мене ми треба помош, мене ми треба и државата, и спонзорите, и навивачите, и многу луѓе тогаш навистина препознаат твојот потенцијал и на многу спектакуларен, што срце ми затопли, искрено да ти кажам, иако е тоа од маркетиншки пиар, ама така треба да се прави. На еден спектакуларен, на еден свечен чин ти беше подарен нов автомобил и така натаму. Малку збор два за околу за Морам да кажам дека не ми е подарен, меѓутоа тоа се благодарение на моите луѓе од клубот кои што за прв пат, убаво е да кажам дека за прв пат во историјата на европскиот шампионат каде што настапувам сега, настапуваме под македонски клуб. Минатата сезона возев за словенски клуб, возев за српски клуб. Ете за прв пат благодарение пат ќе кажам на луѓето од тимот, овозможија да ете се обезбеди тој автомобил, благодарение на спонзорите кои што се со мене. Направивме нешто што мислам дека ќе се гордееме. Сепак шампионатот не е завршен, меѓутоа котираме добро, веќе сме на трети на ранг листата во генералниот пласман, имаме добри шанси за борба во титулата. Колку трки имавте до сега? Фактички три викенда, по 2 трки во викенд, тоа се 6 трки, остануваат уште 6. Се вози во Португалија, се вози во Белгија имаме и во Чешка е крајниот. Кога е последната трка? Па негдека октомври месец, мислам. Не сакам да ги гледам, да ги размислувам. Гледам трка по трка, да, како е, што е, така да. Кога ќе бидеш прогласен за европски prvак, за тоа да знам како ќе чисто атмосфера. Се надевам дека ќе бидеме прогласени, да. Ќе им дадеме добра борба, на оние што се натпреваруваат таму. Они се и тој како малце збунети, не веруваат дека може, значи млад како ти ја прегледуваат тогаш да, колата. И сега ја прегледува, и сега пак не им се верува. Само што победи во Германија, делегатот од ФИА ми рече, повикај ги твоите механичари, ќе имате доста работа. За жал не беа да присуствуваат на доделувањето на пехари, отиде одма да ја проверуваат колата, да ја растураат. Правеа детална контрола, што значи тоа? Комплетна контрола на автомобилот. Ја размонтираат? Па еден дел, сегмент од возилото расформираа, да. Најдоа нешто неправилно? Ништо, ни честита, уште еднашка, така да. Не им е јасно како може еден млад тим оформен оваа година да дојде од токму од Македонија, една ваква мала држава и така да почне да доминира на тие патеки. Малце се збунети. За жал, на трката во Хунгароринг, која што беше пред оваа во Германија, бев казнец, ајде да кажам, преран старт, кој иако не беше преран старт, меѓутоа ме казнија со влегување во боксот, таква беше казната во ова. Иначе, доколку ја завршив и таа, може би сега ќе бевме први во генералниот пласман и како ќе бевме интересни. Со задоцнување стартуваше тоа? Не со задоцнување, него пред време ни... Каква е казната? Не разбирам. Во петокот, во саботата, во неделата пред трка инсталира некој нов систем за тргање, за стартување. Имате 300 дугмиња да држите како во Формула 1 за да направите старт, за да појде автомобилот. Воопшто и тој го инсталираа токму пред почетокот на надпреварот и немав адаптација како тоа да го усогласам. За жал во тој еден момент ногата од кумплугот ми се лизна, автомобилот подрипна малце, иако не добив во стартот, ме казнија со едно поминување низ боксот кое трае околу 20 на секунди. Среде трка. Среде трка, да. Иако бев на втората позиција во моментот, со големи шанси да бидам прв, да го поминам и првопласираниот во тој момент и едноставно не казнија и завршив, мислам дека на 7-та позиција, земав неколку бода, но за жал, па ќе кажам, има уште доста трки да се извозат и ќе им дадеме зор малце притисок и на оние најдобрите.
Убаво е да те подценуваат. И Вардар го подценува, види што направи. Уште нам не ни се верува, а можам да замислам каква е. Огромен успех. Јанко, не знам, да сте европски шампион ние сме мала држава, треба да се радуваме на овие спортски резултати. Мислам дека резултатите во спортот, едино резултатите во спортот не обиденуваат. Сите други резултати, дали се на политички или на некој друг резултат, тоа е она каде што народот се двои. Спортските резултати не гледаат ни вера ни ништо. Мислам дека треба да се вложува во спортот, бидејќи без разлика во кој спорт, за кој спорт се работи. Мислам дека се прави, не знам, да кажам, амбасадори на нашата држава, без разлика во кој сегмент спаќа, кажам, се работи. Ова што го направија Вардар и како една исклучителна работа за нас, верувате, стварно гордост. Иако јас сум двократен европски шампион, без разлика. Знам каква е тежината да ги победите тие тимови, да се надпреварувате со многу помокни држави од вас, со многу помокни тимови. Иđе, бидејќи не се разбирам добро во автомобилизам. Знам дека 2 пати беше европски шампион, но во други класи беше тоа, така? Така. Ова ти е сега што се надпреваруваш, бидејќи прошлиот пат велеше желбата ми е да имам кола со која ќе можам да идам на највисокото надпреварување. Ова е тоа. Ти беше европски шампион. Автомобилизмот се дели на три дисциплини. Значи имате брдски шампионат, каде што бев двократен европски шампион, имате рели шампионат, каде што се уште таму немам возено во тој шампионат, и имате надпреварување во кружни патеки, како Формула 1. Тие три дисциплини. Тоа ви е исто како трчањето. Спринт, маратон, 200 метри, 300 метри. Ја направив нешто што многумина допред овие победи. Ајде да кажам, минатата сезона имав тешка, исклучително тешка сезона, едноставно лоши резултати, со лош тим, лош автомобил. Дојдем во ситуација да се откажам од автомобилизмот, бидејќи едноставно од двократен европски шампион доаѓате во момент да се борите за последната позиција и ајде ќе кажам, благодарение сепак на моите луѓе, на мојата фамилија и оние што се околу мене, издржав и ете останав иначе едноставно ќе се откажев. Многу ми навикаа немој да одиш во овој шампионат, да менјаваш дисциплина. Тоа е како Хусеин Болт сега да дојде и да трча маратон. Буквално таква е промената. Сосема различна дисциплина, иако возењето е главно, да. Меѓутоа, онаму каде што возев, каде што бев европски шампион, тоа е спринт дисциплина. Таму возите сам со себе, возите на време, не зависите од некој друг дали може да ве удри или било што. Тие се потешки трки и се многу поопасни. Бидејќи немаат зони за излетување, нема апсолутно ништо. Многу луѓе по сезона дури ги загубија животите. Но таму, како што кажав, направив 10 рекорди на 12 патеки. Лимитот беше направен. И дојде време каде што едноставно мораше да се тркам самиот со себе, што е најопасното нешто во автомобилизмот. Знаете како е, не знаете каде е границата, возите на опасни стази. Да сакате секогаш да бидете подобар од она што сте го направиле, доаѓа во сегмент каде што опасно. Верувајте, опасно. Може би тоа е еден пресуден момент каде бидејќи се префрли во оваа дисциплина сега. Иако многумина ќе кажам не верува, имаше мене ми е лошо што знаеме да се радуваме на спортските резултати кои ќе се направат, меѓутоа не знаеме да дадеме поддршка кога е тешко на луѓето, на спортистите. Еве сега, доколку не дај Боже Вардар да изгубеа, ние ќе мислам оние ќе збореа, да, разбираш. Треба да се разберат, да се сватат спортистите дека не може секогаш да победуваат, ние секој спортист сака да победи, дава све од себе, но за жал тоа е спортот, некогаш ќе изгубите и ќе победите и мора да се носите со тоа. Тука е многу битна фан базата, оние верните навивачи. Значи, не целиот народ, али тие неколку души ќе ти исполнат срце како твоја фамилија, кои те следат по трки, кои те следат по надпревари, и Вардар го има, и ти го имаш, и многу спортисти. Некој повеќе, некој помалце. Ама тоа е таа емпатија. Тоа е сами покажувате дека сам човек за себе, вие да го носиш најголемиот товар, ти, сигурно.
Ама не можеш сам. Уште еднаш, да се навратиме на автомобилот. Автомобилот е марка Seat Leon. Одлучивме да го купиме тој автомобил, бидејќи минатата година последната трка токму триумфирав со тој автомобил, возејќи за српски клуб. Интересен автомобил, 350 конски сили, софистициран по најнова спецификација, таа TCR спецификација што се вика, брз автомобил. Иако, Јанко, ќе ти кажам дека токму сега на оваа трка веќе почнувам да се адаптирам. Мислам дека сега во наредните трки ќе дадеме добри ајде да кажам трки на стазите што ни преостануваат, бидејќи осеќам дека сега тек се адаптирам со автомобилот. Немавме време да направиме тестови пред сезона, бидејќи стигна сепак касно. Морам да напоменам дека за тој автомобил плативме 40 или 45.000 евра давачки кон државата. За жал не бевме ослободени. Само давачки? Само давачки, акциза и данок. Не бевме ослободени од тоа, што е за жал. Тој автомобил се користи само за трки и за ништо друго, но сепак, да, сплетна околност и тоа е тоа. Мене ми е жал затоа што имаше голема поддршка и ја колку што разбрав од Агенција за спорт и млади. Ова да не се дозволи е навистина поразително. Ова не е за луксузирање или за... Се појави некој вакуум период каде што не можевме да добиеме никаква информација од надлежните, така да... А потполно разбирам. Потполно разбирам. Сепак се потребни доста финанси. Уште еднаш ќе напоменам, доколку не беа оние спонзори кои што ме поддржуваат. Наброј ги, слободно за благодарен. Не набројувам, се знаат кои се. Не, нема потреба затоа што сепак ги знаат кои се со мене уште од самиот почеток, нормално и во текот на кариерата, и се надевам дека ќе имаме добра соработка и во иднина и плановите се светски шампионат. Што е најбитно кај овој автомобил? Ламела, забрзување, торкот? Тој автомобил кој што мора да се одржува, тој е автомобил кој што работи на работни сати, на работни часови. Пред секоја трка, после секоја трка, промена на делови, буквално до најмалото штрафче мора да биде проверено. После секоја трка тимот на луѓе, јас имам и приватно сервис за автомобили, така да моите луѓе што работат таму и како се добро обучени, верувајте, они го одржаваат автомобилот. После секоја трка, моментално автомобилот растурен, комплетно се прегледува секој детаљ, се склопува и... Доаѓаат Citroени кај тебе? Доаѓа. Добро, ќе дое уште еден. Ме радува што правиме една екипа, еден тим кој што мислам дека за брзо време може да бидеме добро препознаени во на светски рамки. Бензинец? Бензинец. 100 октани? Специјално гориво. Специјално гориво. Горивото мислам дека кошта околу 7,5 евра литро сега. За некој си 15 круга троши околу 25-30 литра гориво. Значи 100 км околу 40 литри. Така, може и повеќе, сега точно не знам. Огромна потрошувачка. Огромна потрошувачка. Број на вртежи? Скапе за одржување, бидејќи е со турбо нема бројно, мислам 7000 вртежи има. Така да... Да, ги гледаме овдека на вртежи, но дисплеот. Може компјутерот покаже ги, таму ги има телеметријата на автомобилот и брзина и скапе за одржување. Колку е тежок? Мислам дека околу тон. 1 тон тежок. Интересно е што на ова надпреварување добивате килажа по бодови. Како освојувате бодови, така добивате килажа. Уште не разбирам. Почнувате сите надпреварувачи почнуваат со идентична килажа, да речеме. На автомобилот. На автомобилот, да. Добро. И потоа како добивате бодови, како на секоја трка како добивате бодови, така добивате и килажа. Сега да речеме, јас имам 30 и не знам колку бода во шампионатот, добивам 30 и нешто кила плюс, за да ве забават во... Ти ставаат 30 кила у автомобилот? Да, имате тегови од 30 кила и така е на секоја трка. Гледаш, 40 кила нека ја стаи керка му на председателот на... Да, така е.
таков е распоредот и тоа дава уште една поголема тежина за да биде поеднаква, за да им се даде поеднаква шанса. Мислиш ли дека е тоа фер? Многу ми е чудно. Не е фер, меѓутоа таков е принципот на бодување. Тоа е тоа. Предпоставувам дека ќе им се појаве леден кој никој не може да го стигне и вака направи. Поголема е работата што треба, не е проблем килажата, меѓутоа потребно е да го адаптирате автомобилот на секое кило ставено во него, тоа е цела научна фантастика за да се направи потребниот сетап. Побрзо троши гуми, температурата на гумите мора да биде различна. Мојот инженер што е околу мене во тимот има и како доста работа трка на трка за да го адаптира автомобилот на онаа килажа што ја добивате плюс. Ја мислев овакви нешто, вакви детали идат само за Формула 1 бидејќи таму го научи. Буквално истото, истиот принцип на работа, истиот принцип на тимот, на обврските, само што е во една помала форма. Иначе дали помага тренажерот кога ги ставате плюс 30 кила? Дали тие параметри можеш колку толку нешто да ги почувствуваш, бидејќи сигурно она Г силата ја немаш. Се чувствуваат во смисла на трошење на гумите. Едино нешто што мора што највеќе се чувствува во трошењето на гумите, а тоа е пак клучно за победата. Знаете како е, кој има... Да не влезеш у бокс да менјаш гуми, тоа е идеално. Не влегуваме во бокс, ние возиме со едни гуми, да, мислам на трка. Нема тоа менјање гуми како во формула. Добро, извини. Нема, но мора да ги сочувате гумите. Има стази каде што едноставно после вториот круг вашите гуми ќе бидат прегреани или ќе бидат потрошени, ајде да кажам на 60% и ќе мора да се борите да завршите стаза. Значи, тебе не ти е проблем ти да се мрднеш она твоено како сена што викаше идам 300 и све е бела магла, само патека си гледам. И немам проблем, вика, ни тахикардија, ни ништо. Ја те капирам дека ти немаш проблем со брзината, немаш страв ти проблем нема со брзината. Ама ти можеш да мислиш и на овие работи, оти за 2 круга ќе ги изедеш гумите што правиме после. Мора да тактизираш, мораш да знаеш кога да нападнеш, мораш да знаеш да ги најбитен дел е да ги сочуваш гумите и едноставно во последните кругови да дадеш максимуми. Сега прв пат се надпреваруваш head to head, значи имаш противник, треба да го претегнеш, тој те блокира. До сега се сам беше на време. Не за прв пат, меѓутоа види, јас во македонскиот шампионат сум 9 или 10 пати македонски шампион, од кои 4 пати мислам дека сум на кружните надпреварувања, возев кружни трки, иако возев со Југо класа и со Пежо. Тоа е тоа школа, види, не може да се срамиме, тоа е школата која што го научивме тука и веруваме од тие трки. Сето ова искуство е сега. Па да немаш Југо, нема да научиш за кола, кој... Така, да. Да си имал ти, не знам, Тојота, што се расипува на Тојота, немаш да го пипнеш. И имав долга пауза, потоа се префрлив комплетно на брдскиот шампионат, имав долга пауза и сега ова минатата сезона и оваа сезона сум комплетно ориентиран на овој шампионат, така да... Трето место си од колку? Трето место од 15 надпреварувачи. 15 надпреварувачи и те чекаат уште 6 трки. Уште 6 трки. Кога идеш за Португалија? Португалија заминуваме на 20 овој месец. 20 овој месец. На 20 овој месец ќе биде. Ама гледам филингов ти е се подобар и подобар. Разбра за магнезиум и за банана од стручно лице, така што... Ќе го пробам. Утка нема да биде. Утка нема да биде резултатот. Утка нема да биде. Леле, иđе, се радувам, имам некој добар филинг, неќам да се оставам на филинг, туку предпоставам тоа е говорот на телото, тоа е она што искача од тебе. Иако вечерва малку сум сџашен од твојата искреност за тремата, но ја како малку постар, не како возач, ама како искусен човек кој поминал у животот. Јас сум 17-18 години телевизија. Значи, ова ми е покомотно од што спална соба. Пред секоја емисија, пред секој интервју имам треба. Што научив? Не е страв. Тоа е реакција дека организмот ти се сконцентрира. Само научи го да не ти преовладае. Толку, можеш да го контролираш. Не е некој страв, меѓутоа е некој треперење на оно што викаш на организмот, на сите тие работи. Мирни доле. Меѓутоа трае многу малце тоа не е некој... Само што ќе влезам в автомобилот е сосема
некој друг свет. Нема помирно место за мене. Нема помирно место за мене кога ќе влезам во автомобилот и кога ќе ме врзат со појасите, кога ќе се стабилизира малце, тоа ми е најубавото место каде што можам да уживам. Добро, има некои стварно опасни ситуации. Ја при возење ми се случувало, не знам, возам преку 200 на сат на автопат, па малце ке овакво, знам каков изблик на неконтролиран страф, онаке за концентрација, па да не се случи нешто и така натаму, и пак додека се смири. Тие работи, како ги пребродува спортистот врвна класа? Нема, Јанко, види, додека возите вие, тоа е дел од не е ни секунда, не знам што да кажам. Ја има ситуации, па ќе кажам на 240, 250, вие се буткате со конкурентот од позади ве бутка. Немаш време за реакција. Не можеш да размислуваш. Не знам, мора да ги предвидуваш работите во дел од секунда, да сватиш на која страна ќе отидеш, кај ќе закочиш. Мало едно внимание да закочите 1 метар покасно, може би нема да застанете. Сум имал јас излетувања во текот на мојата кариера и тоа добри излетувања. Сепак е тоа дел од спортот. Доколку сте немали излетување, значи дека не сте возеле на лимит. Така е паролата во автомобилизмот, но ме чувал Господ, не сум имал до сега никакви повреди. Се надевам нема ни да ги имам во иднина, но брзината не е она која што ме плаши. Апсолутно, ова е спорт за кој сум се определил. Луѓето што се околу мене знаат кои се опасностите, но сепак имам апсолутна поддршка и од фамилијата и од иако можам да кажам дека имам 2 дечиња. Машкото дете Олег не сака да ги гледа трките. Мислам, не сака, меѓутоа со некој страф така ги гледа трките, можеби едноставно пречувствува дека може да се деси некој нешто во тие трки. Но ете, благодарение па ќе кажам. Колку години има Олег? Олег е сега 9 години ќе полни, Нина е 7 години. Доаѓаат на трки, сакаат да дојдат, но па ќе кажам ете со некој можеби таков страв го гледа тој дел од спортот. Потполно го разбирам. Затоа што уште сум јас таков. Ја Вардар не можев да го изгледам. Со слушалки бе, па осеќам вибрации кога вика како беше. Не би имал ни јас нерви да те гледам. Друг некој да, ама чим имам емотивна врска, многу е тешко. Тешко е да се гледа. Можам да замислам како и на сопругата твоја и оние луѓе што ти се блиски и што те сакаат, тоа е тешко е. Не знам ја како... Ја не би можел да издржам да го гледам мојот син да се надпреварува. Секоја чест на родителите на татко ми кој што доаѓа на сите трки, кој што е со мене, на брат ми кој што е дел од тимот, кој што го води тимот. Верувам дека нив им е потешко, многу потешко него на мене. Како ќе идете до Португалија? Ја одам со авион со сопругата, а дел од тимот оди со автомобил. Шлеперот со фактички камионот со автомобилот ќе трнат, мислам дека околу 10 дена порано, бидејќи сепак треба да се таму стигнати во среда, да се спрема сите тие. Морам да кажам дека тимот мој број околу 15 на луѓе членови, така да ќе се организираме со како се вика и Стефановски тркачки тим. Стефановски тркачки тим. Можеби сме единствените кои што сам настапуваме со едно возило, бидејќи сите тимови имаат по неколку членови во шампионатот. Можеби ќе биде некој минус во текот на шампионатот, бидејќи нема кој да не брани во тие ситуации, они се во предност, имаат тимски надпреварувачи, тимски колеги кои што во дадени моменти може да изиграат клучна улога. Ама го нема тоа ни иđe. А ти си одлепен, тотално ти си ретко и затоа ќе има многу рашрафувања. Осеќам дека и во Португалија има контролорите да рашрафуваат и да се чудат. Ти благодарам многу. Ти благодарам што ја споделуваш вечерва, оваа посебна вечер и за македонската јавност, затоа што славиме една голема победа. Нека оваа позитивна енергија од нашите гледачи, од нашиот народ, од оваа победа на Европа, нека ти биде инспирација, една енергија плюс за тебе. Нека биде еден поттик и една таа милисекунда која ќе одлучи и да ти славиме уште една победа, а секако
и шампионатот, дај Ти благодарам, Јанко. Морам да се заблагодарам на сите поддржувачи, значи на цела Македонија, кои што ете, како што кажа, ти се мотив за да во некои тешки моменти кога едноставно е тешко да се продолжи, ти даваат некој не знам, некоја светла точка да може да се издржи, да се продолжи. Јас се надевам дека ќе радувам Македонија уште со многу победи, ќе дадам све од себе, не само ја, него и луѓето, мојот тим. Ќе дадеме све од себе да ја донесеме и третата европска титула во автомобилизмот во Македонија и секако да пробаме да учествуваме во светскиот шампионат, да видиме каде ќе видиме таму. Која донесеш на кркуш, ке те носам под триумфална. Јас се надевам дека ќе донесам. Ветувањето останува. Ти благодарам за гостувањето и ти посакувам многу успех. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше се за овој дел од емисијата. По рекламите продолжуваме назад во студио. Океј, драги мои, дај го компјутерот, го испрати Фиџе, му посакав се најдобро, не сакав да го заглавувам уште многу, но беше убав повод, нели, го освои Нирбургринг, Вардар, европски шампион, добар поттик, нели? И гледам малку овдека телеметријата од неговиот автомобил, овдека ова што го гледаме, Г силата која има како влегува и кон каде иде, колку дава газ, колку притиска на кочница, сето она што го гледаме и на Формула 1 може да се види, а ако загледате овдека, копчиња, еден куп кој ги има и на воланот. Но за човек кој прв пат со ваков автомобил, на вакво надпреварување, постигнува ваков успех, па и на најтешката патека победил, луѓе мои, што е иднината? Иđе ке растура. Значи, прашање е сега кој ќе биде паметен да инвестира као компанија во него, затоа што он ќе биде супер успешен, како што и тоа ќе сигурно ќе им се исплати. И само ги гледам, ете, овие работи, гледам ова претекнување и кочење овдека со некои си 170-180 километри, еве ги сега е веќе 180, тука се бркаат, се обидува да го претекне. Значи, неверојатно е и единствено што мене ми се допаѓа кај оваа патека, што она кога нема трки, е слободна за секој кој сака да вози, си плаќаш карта и си вози. Со било каков автомобил. Спачек. Некој автомобил од 200.000 евра, да, повели, тука пробај си го. Али не се изживљавај по улици. Трагедија, среќа не беше поголема трагедијата, се надевам дека припадниците на МВР брзо ќе се опорават. После победата, превртена компањола од Ауди. Па замислете со колкава сила, полно возило со војници и полицајци да го превртиш. Значи, имаме луѓе кои не можат да се исконтролираат. Ке речете полиција и казни. Не помага, луѓе. Нема везе. Не Хитлер, Сталин, Путин, Мао Цетунг, кој да дојде на власт. Чим има пари и автомобили, он ќе го вози брзо. Прашање, дали можеме, дали треба да имаме некоја патека каде што наместо тоа на партизанска по улици да гази невини, он да гине, па уште и други со него, дали тоа може да се прави на една патека. И таа патека, секоја логика, еве ќе ви ја кажам и зошто таа логика ја говорам што ја говорам, би требало да биде во населбата Илинден. Затоа од повеќе причини. Прво, да ви кажам дека во Северна Грција има таква патека во близина со граница на Македонија. Ја не се подготвив сега точно да ви кажам за тоа, но близина на Скопје. Прво, имате автопатот вие овдека. Тука вие, можеш мојот компјутер, слободно, да, благодарам режија. Населба Илинден. Тука ви е автопатот. Север, југ, исток, запад. Рамно е. Има државно земјиште доволно за да се направи една кружна патека. Од каде што, верувајте, не само наши,
би доаѓале не само од цела Македонија, од цел Балкан да плаќаат за да вежбаат и да возат. За тренинг цела година, не само за иџе, за сите нас. Вие со обичен автомобил, плати си карта, повозиш, сакаш да видиш дали те бива, сакаш да видиш дали какви се перформансите на автомобилот, мерак ти ја сакаш да возиш побрзо, барем тоа направи го на место каде што нема да ги загрозиш туѓите животи. Така, тоа го имаат повеќето патеки во Европа и то, мислам, трагедија е ние неколку работи, не знам, све е тоа убаво што правиме, ама основни работи недостасуваат. Значи, една кружна патека, една обсерваторија. Ние збориме за Кокино, немаме една обсерваторија со телескоп. Скопско астрономско друштво треба да стане под државна капа, сите тие деца таму да бидат вработени на плата и да се изгради обсерваторија, затоа што они со нивните курсеви и со нивната работа, Скопско астрономско друштво завршува можеби добри 30% од општото образование севкупно кај младите. Значи, се пренебрегнуваат некои работи, шо побрзо, шо попрво. Ја разбирам шо побрзо, шо попрво, но викам дека ова од попотребните работи. Дали мотор, дали велосипеди, дали автомобили, дали стокез, дали стара, нова, супер брза кола. Иди извози се 5-6 круга, сабота, недела, извози се и биди фраер после, која ќе дојде, вози ја бавно. Знаеш, Горан Брегој зошто беше шизик? Јас да беше на батерија, али фраер бе, фраерчина. Он купи Ферари и го возеше у Сараево. Го возеше 30 на сат. Вика, зашто бе Ферари ти 30 на сат, бе, то 300 иде ово. Вика, 300 нема да ме видат. Така што, драги мои, ја ви благодарам за вечерашното учество во емисијата. Утре ќе имаме други гости. Не, и утре ќе имаме отворени телефони. Утре вечер ќе биде посветена на пречекот. Значи, снимки, пречекот, впечатоци, околу целово ова. Можеме да разговараме за други спортисти и така натаму и така натаму. Емисијата го има сменето форматот во согласност со насоките и уредувачката политика на телевизијата. Темата политика за сега нема да биде третирана во Јаде Бурек. Дали ќе биде во иднина, тоа никој не го знае, ни јас не го знам. Едноставно ќе разговараме само за теми кои не се поврзани со политиката. Благодарам за вашата поддршка. Благодарам на оние што се јавија и што го испочитува и не го злоупотребија. Ми значи ова. Мене ми значи, бидејќи јас сум научен на некои други модови, на друга контрола, на поинаква слобода на говори и така натаму. И вашата поддршка во овој момент ми значи. Но најважно од се, имаме едно убаво чувство. Да го искористиме максимално ова убаво чувство. Овој успех на Вардар да го прославиме заеднички. Затоа и Иđe го викнав вечерва, специјално, за да му дадеме дел од таа енергија и нему, за да се мотивира. Може би ќе му помогне, може би не, но наше ете искрено да покажеме. И секако дека он, гледајќи ја вашата реакција, секако е дека е енергија за да даде нешто повеќе и да успее нешто, да направи нешто повеќе. А секако титула од Иđe ќе биде голема работа. Па полека. И која ќе видиме, и која ќе сватиме дека вложување. Знаете, Милан, покрај Реал и Челси, тоа се трите мои омилени тима. Во Шпанија е Реал, во Италија е Милан, во Англија е Челси. И тоа од 90-ти години. Само накратко да ви кажам. Силвио Берлускони, кој денеска више забеган, ги испушти конците, тимот лошо иде. Да ви кажам, дека го зема тимот кога беше во втора лига. Кога беше беда. Не казнат како Јувентус во втора лига заради местење. Не, заради лоша игра. Едноставно, лоши играчи, лоша игра. Го зема тимот.
вложи во него и 2 децении беше неприкосновен шампион и на Италија, и на Европа, и така натаму. Ама вложување. Дали е тоа истиот Милан? Да. Што се сменило? Не е проблем. Еве, јас ќе извадам 5 милиарди долари и ќе го купам најдобриот играч. Ќе го купам Меси и Кристијано Роналдо ќе ги купам. И кои други? И Хазар ќе го купам. И уште 10 такви играчи. Ама нема да освојам. Ништо нема да освојам. Дури ќе бидам и подпросечен. Зошто? Затоа што треба да создадеш нешто повеќе од суопарно купување врвни играчи. Тие треба да функционираат меѓу себе. Тоа треба да се разбере. Знаете како иđе кога вика 1 кило повеќе, уште 300 овакви. А овој се повредил, сега играта вака, ќе биде, ти ќе трчаш малце повеќе. Стратегија, мислење, умствено. Значи не е само физичкото, има тука и доста ум и срце и има тука работи кои се непредвидливи. Но кога некој ќе вложи огромни суми пари, он има поголеми шанси на успех. Им го решил екзистенцијалниот проблем, значи растеретен е спортистот и државата никогаш не ќе може да вложи толкави пари. Никогаш нигде државата не вложува во вакви спортови такви големи пари. Да, она ќе треба да ги помага, колку знае и уме, но најдобро е да им овозможи на луѓе како Самсоненко, сега некој трет Самсоненко да рече, некој Џон Смит да рече, чекај, шо у Македонија ти успеа со ова? Па чекај, ова од бизнис аспект е добро, дај и ја нешто да вложам там. Така во Англија ги испокупија сите клубови и станаа најјака лига во свет. Ама државата овозможила такво нешто. Ете тоа е. И затоа, почитувајте и поддржувајте луѓе кои отвараат работни места, кои вложуваат пари, кои инвестираат. Тоа не се пари во коцкарници, блуд разврат за лична, не знам, китат, така натаму. Дошол човекот, купил тим, вложува во тимот, тимот носи успеси. Добре дојден си и секој како Самсоненко. Ние треба такви луѓе да почитуваме. Дошол некој си Џонсон, отворил фабрика, вработува луѓе. Фала ти. Мала е платата, фала не треба. Ми треба за таа плата, фала повели. А не треба да создаваме антагонизми. Бидејќи нема подобра работа. На крајот на криштата, а на што ќе се радувате? Ќе родите едно дете, окей. Ќе родите и второ, окей. 1-2 родендена ќе збоктисат. 7-8 ќе ги прославите, после викаш, еве ти пари, ајде бегај таму да не те гледам. А и вашите родендени се више досадни. Ви останува само Великден и Божик, ама премал се. А набиваш, гледаш некој клуб, па сакаш бе да ти го направи кефот, као Реал што ти го направи кефот. Многу ми е жал за навивачите на Јувентус. Заслужија, стварно требаше да биде шампион. Ствари лажа, мич не ми е жал, баш ми е мерак шо Реал победи. Бидете ми поздравени, имајте пријатна вечер, одспите се, утре да ја натопите и земјата и воздухот со позитивна енергија. Ке не држи и ни треба. Лека ноќ и пријатно.